Штипиени утре во Дом на млади ќе имаат несекојдневна можност да го проследат концертот на вокалниот ансамбл Симбиоза, на кој ќе бидат изведени сплетови од песни кои се значајно културно обележје на земјите од каде потекнуваат. Проектот Симбиоза произлегува од идејата на професорите Дамјан Темков и Бехар Весели од Државното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје, кои преку воннаставна активност со своите ученици формираа ансамбл. Основната идеја на проектот Симбиоза е преку аранжирани сплетови на фолклорни песни да се допре до свеста на младите со цел побивање на стереотипите меѓу различните етникуми. Проектот предвидува обработка на песни кои што се карактеристични за голем број етнички групи во Република Македонија, меѓутоа и песни кои што се познати во светот и ќе бидат препеани на голем број светски јазици. Што значи дека ги покануваме сите оние кои што сакаат да дојдат на настанот да повелат на истиот, со оглед на тоа дека во Штип ја имаме музичката академија, го имаме Државното музичко училиште Сергеј Михајлов, се надеваме дека голем број на ученици и професори ќе бидат заинтересирани да го погледат тоа. По повод 93 години од раѓањето на Ацо Шопов, во понеделник во Дом на млади ќе се организира поетско читање Младите за Шопов, на кој учество ќе земат сите заинтересирани кои до 15 декември ќе се пријават на конкурсот. Сите оние кои што се пријавиле на отворениот конкурс за учество во надпреварот за рецитирање или читање на поезија од Ацо Шопов, кој што трае до 15 декември, ќе можат да дојдат на 19 декември во Домот на младите и да го прикажат сето оно за кое што се подготвувале. На надпреварот имаат можност да учествуваат не само основните и средните училишта, туку и сите невладини организации, сите установи кои што имаат литературни клубови. Читањето поезија за еден од најголемите поети во Македонија, Ацо Шопов, Дом на млади го организира втора година поред.